Одамна беше, значи неколку саботи, направивме пауза, меѓутоа еве оваа сабота некако се е во знак на таа троангелска вест, поточно денеска ќе продолжиме со мојата серија за троангелската вест, поточно ќе почнеме со третата ангелска вест. Сегавате ли кај се наоѓа? И што опфаќа третата ангелска вест? Знаете, ова е вест за ова наше време, за последното време, која што сведоци сме, јас барем, тоа го забележувам, верувам дека и вие, ако сте малку така побудни, ќе го забележите, ако не сте заспале, дека, поготово во 21. век, значи овој нов век во кој што навлеговме, се поредко и поредко се слуша оваа вест. Зборуваме од оние кои што треба да ја говорат, а тоа е избраниот Божиот народ. Минатиот век беше поинако, 90-тите години поготово. Тука имате луѓе, мислам, еве Трајче сведок на тоа, дека токму од тие пораки Господ и Светиот Дух го привлекол. Значи, проштата на Данило и на Јован во Откровение. Меѓутоа се поредко се слушаат. Денеска, а која е причината? Да се запрашаме. Знаете, еве имавме опуката страф од Бога. Ако немате страф од Бога, тоа ќе се плашите од се и свишто. Да, од лавот. Од 9 стих. Посебно овој дел се премолчува. Ние имавме и реакција минатата сабота, веднаш после пуката, во која што беше повторно скриено на израз папство. Односно папски Рим. Место папски Рим беше ставено пуката христијански Рим. Мислам, тоа е нонсенс. Христијански Рим. Нема ништо со христијанството. Но еве да прочитаме најапред третата ангелска вест. И друг трет ангел дојде по него, значи повториот, велејќи со силен глас, ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик и прими ознака на своето чело или на својата рака и самиот ќе пие од виното на Божиот гнев, што е налеано чисто во чашата на неговиот гнев и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели пред јагнето. И димот од нивното измачување ќе се издига во вечни векови и неки имаат починка ни ден и ноќе оние кои му се поклонуваат над зверот и на неговиот лик и кои ја прима ознаката на неговото име, жигот. Тука е трпението на светите, кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исус. Овде во овие неколку стихови има многу што да се каже. И јас не знам, ама уште ќе влеземе во 2014 и тогаш, некогаш ќе завршиме. Ова нам треба да ни се познати работи. Ова треба да го знаеме како Оче наш. Ама, за жал, како што кажам, во последно време, воопшто не се зборувам на оваа тема и јас, како што еднаш спомнав, повеќе оваа тема и овие теми ги држам за пријатели, за луѓе кои што ќе имаат прилика да погледнат на интернет, меѓутоа не е на одмет да ние се подсетиме на троангелската вест, која што е вест за ова последно време. Забележувате, овде имаме звер, икона на звер, ознака, Божи гнев, конечен суд, значи пресуда и на зверот, и на сите останати, кои што се дел од овој систем, така наречен Вавилон, за кој што зборувавме во претходните теми. Така да денеска ќе имаме за задача да го идентификуваме зверот. Многу лесна задача е тоа. Затоа што сите оние показатели што ќе ги видиме во Библијата, сите покажуваат само кон едно место. Полесно здравје, би рекле ние народски, да го идентификуваме зверот, да видиме кој е зверот. За кој што, еве, пак ќе кажам, многу се молчи во последно време. За оној звер за кој што зборувам, а еве, во интереси на оние што ќе гледаат, да не го откриеме веднаш, каде е запишено во Откровение на друго место? 13 глава.
Ајде да отвориме од 13 глава, ќе прочитаме само првите 2 стиха. А јас застанав на песокте од морскиот брег и видов звер кој излегува од морето, кој имаше 10 рогови и 7 глави. А на неговите рогови 10 круни и на неговите глави богохулни имења. И зверот што го видов беше како леопард, и нозите му беа како на мечка, а устата како на лав. И змејот му ја даде својата сила и својот престол и голема власт. Доволно е до овде. И сега е интересно, овој звер е навистина зверка. Има личи на леопард, нозите му се на мечка, а устата како на лав. Каде од овде сега треба да појдеме за да го идентификуваме овој звер? Кај се спомнуваат леопард? Јас немам навика вака да држам проповед, меѓутоа вие овие работи треба да ги знаете како оче наш. Кај се спомнува леопард, лав, мечка? Минатата полука зборувавме за тоа. Спомнав. Данило, кој глава? 7. Ајде да отвориме во 7 глава, Данило. Во 8 се јарецот, овенот. Во првата година, значи од почеток читаме на 7 глава. Во првата година на Валтазар, вавилонскиот цар Даниел сонуваше сон. Аха. Може погрешно некој да сватило како го прочитав. Значи, во првата година на Валтазар, вавилонскиот цар, Даниел сонуваше сон, пророчки виденија во главата на постела. Скратено запише што сонувал. Ноќе во видение погледнав, кога ете 4 небесни ветрови го разбрануваа големото море. 4 големи чудовишта излегува од морето. Сите овие 4, налик на зверот од 13 глава, излегуваат од морето. Секој е поинакво. Првото беше како лав, а крилата му беа орловски. Додека го наблюдував, крилата му се искубаа, тоа се крена од земјата и се исправи на нозе како човек и му беше дадено човечко срце. Кога ете второто чудовиште, ете сосема поинакво како мечка, исправено од едната страна, 3 ребра и беа во устата меѓу забите. И беше речено, стани, најади се месо. Гледав натаму и ете трето чудовиште како леопард, на грбот му беа 4 птички крилја, имаше 4 глави и му беше дадена сила. Потоа во ноќно видение погледнав кога ете четвртото чудовиште, страшно, ужасно, ворено силно, имаше големи железни заби, тоа јадеше, здрубуваше, а што ќе останеше го газеше со нозете. Се разликуваше од претходните чудовишта и имаше 10 рогови. Му ги наблюдував роговите и ете меѓу нив израсте едно мало роже и пред тоа роже се откорнаа 3 поранешни рога. И ете на тој рог имаше очи како човечки очи и уста што збруваше големи хули. Идентификувајќи го зверот, всушност ќе го идентификуваме овој мал рог, ово мало роже кој што тогаш во тоа време онака срамежливо некако се појавило на главата од овој вореден звер. Затоа ќе ни послужи една од лекциите од дописната школа на воскитувачки факти, затоа што тука има на куп се сите тие информации, кои што не се потребни. Најапред да видиме што во Библијата означува звер. Кој станува збор за звер. Во истата глава, може да прочитаме подолу во 17-18 стих. Оние 4 големи чудовиста се 4 цара кои што се дигнаа на земјата. 17 стих доволно. Или еве 23. Тој рече четвртото чудовишто ќе биде четврто царство на земјата, различно од сите царства. Значи, чудовиште звер. Тоа е царство. И сега ќе преговориме накратко за секој од нив, меѓутоа, што е она што највеќе го интересирало Даниил? Токму она што највеќе треба и нас да не интересира, затоа што живееме во тоа време денеска. Времето на тој звер, времето на тоа мало роже. Со голема власт, иако е мало. Од 19 стих, читаме во истата глава, тогаш посакав да ја научам вистината за четвртото чудовиште. Даниил пред се сакал да ја знае вистината за ова четврто. Воредно, чудно,
Ужасно, страшно. За оно што се разликуваше од сите други, беше изворено страшно, имаше железни заби и бронзени канџи, значи дополнително го објаснува, го опишува, и која јадеше, издрубуваше и со нозете газеше што ќе останеше. И за 10 рогови што беа на неговата глава, и за другиот рог што израсте доека првите 3 отпаднаа. За рогот што имаше очи и уста, кој зборуваше големи хули и што беше поголем од другите рогови. И гледав како овој рог војува против светите, та ги надвладуваш, доека не дојде прадамнешниот кој им ја досуди правдата на светите на Свишниот и доека не дојде време кога светите го завладеаат царството. И го прочитавме 23-тиот. Четвртото чудовиште ќе биде четвртото царство на земјата, различно од сите царства, ќе ја голтне целата земја, ќе ја згази и ќе ја здроби. А 10 рогови од ова царство ќе настанат 10 цареви, а по нив ќе се подигне еден друг, различен од оние првите, и ќе обори 3 цара. И понатаму тој ќе хули на Севишниот, ќе ги сотрува светите на Севишниот, ќе помислува да ги измени времињата и законот, и светите ќе бидат предадени во негови раце за едно време, за 2 времиња и за половина време. Рековме, зверовите се царства. Кој го означува и кој е означен преку лавот, првото царство кој што Даниел го видел? Да, че чисто колку за информација, значи можеме да отвориме во Еремија, 17 глава Еремија, се извинувам, 50 глава, 17 стих. 50 глава Еремија. Израел беше разбркано стадо, лавовите го распрснаа. Асирскиот цар го голтна прав, а потоа Навуходоносор, вавилонскиот цар, му ги искрши коските. Или 43-44 стих од истата глава. Вавилонскиот цар чу вест за нив и раците му ослабнаа, го опфати мака, го фатија болки како родилка. Ете како лав, тој излегува од јорданските шумки на вечно зелени пасишта. Лавот е Вавилон. Тоа што има крилја, тоа укажува, да не читаме сега, да не бараме стихови, мора малку да побрзаме, е дека со огромна брзина освојува. И било неверојатно силно царство. Кој е второто царство после Вавилон? Значи, тоа е мечката, која што е малку наклонета на едната страна. Зошто? Затоа што Медо-Персиското царство било од два народи, медици и персици, кои што едните биле појаки, и тоа го гледаме во 8 глава, кај овенот со двата рога, кај што едниот бил подолг. Третата зверка, или звер, леопард. Кој е тоа царство? Ако не се знае, зашто ти, Миле, тука сте напишале Грција? Не беше ти? Добро. Добро. Царството на Александар Македонски. Знаете дека има еден хрватски, која сме веќе ка Александар Македонски, мала дигресија, еден хрватски истражувач, Домагој или како се викаше. Имаше, гледавме малку од емисијата, односто целата ја гледавме, археолог ли што е, му гостуваше на овој Крешимир Мишак, не, како се викаше? Да, на емисијата на Рубу знаности на хрватската телевизија што оди, тој тврди дека Александар Македонски бил словен, по потекло, тоа што словените многу порано биле на овие простори, не онака како што ни учевме, и дека гробот некаде веројатно му се наоѓа кај едно наоѓалиште Била Зора близу Свети Николе. Мене ми беше тоа посебно интересно, онака како податок. Дори на смеја на шала им реков тогаш, таа вечер беше и Дракче и Дејан кај мене овде во станот, реков, ја оставам све, не одам за Штип, одам право Свети Николе, ќе копам. Знаете што значи да се најде гробот? И тоа кај Свети Николе. Тогаш е чист македонец, не може да биде друго.
Да, има. Добро, верете се, тоа е една дигресија само направив, онака како интересна нова информација. Оред, што представува 4 глави на овој леопард? Овој леопард има 4 крилја, што покажува дека Александар со многу поголема брзина, дури знаеме, сме читали историја, докаде стигнал и освоил, што се не освоил, се што било и што можело да се освои за кратко време. А 4 глави покажуваат дека тоа негово царство за кратко време после тоа ќе се подели на 4 дела, на региони, на царевите Касандар, Лисамар, Птоломеј и Селеук, како што се вели овде, и тоа е историски податок. А после тоа царство, после пропаѓањето на неговото царство, доаѓа она изворедно, страшно чудовиште, звер, за кој што прочитавме и кој што посебно и нас не интересира. Данијел бил посебно заинтересиран и за него, и за роговите, и посебно за она мало роже. Значи, пак да се вратиме во Данијел. Сушност тука сме, само што малку за момент отидовме во Еремија. Кој би било, кого би представувало ова чудовиште? После царството на Александра Македонски, кој царство доаѓа? Рим. И баш како што е опишан, железниот Рим газел се под нозе. Што би значили овие 10 рогови? Знаете, има повеќе 4 етапи од владењето на Рим, да кажеме така, за која што за 4-та етапа веројатно нема да имаме време денеска да спомнем, и тоа е таа етапа во која што, или период во кој што ние токму денеска живееме. Тоа е периодот и етапата после заздравувањето на раната. Меѓутоа, првиот период е паганскиот Рим. Знаете дека по нападите од оние вандалски племиња ќе го разнишаат Рим и ќе се подели. Оние 10 рогови всушност тоа го означуваат, значи подоба на ова царство, и како што се и 10 прсти од кипот. Сега зборуваме за зверовите. 7 од тие 10 племиња, значи од 10 племиња, визогоди, англосаксонци, франки, алемани, бургунди, ломбарди, суеви, херули, остроgoти и вандали, се ден денеска постоја, значи тоа се денешните европски народи. Дел од нив, шпанци, значи Шпанија се визогодите, англосаксонците се Англија, франки Франција, алемани Германија, бургунди Швајцарија, ломбарди Италија, суеви Португалија. Меѓутоа, 3 од тие ќе бидат искорнати, и кој ќе ги искорни? Она мало роже. Значи херулите, остроготите и вандалите, кои што не постојат, се искорнати. И сега посебен интересен овој мал рог. И од се тоа што го читавме, и од додатни стихови кои што ќе ги прочитаме во Откровение 13 глава, намерно само прочитавме 2 стиха, доаѓаме до заклучок дека имаме овде 9 јасни точки на препознавање или идентификација. Нас не интересира кој е овој звер, првиот звер од 13 глава Откровение, и тоа како треба да знаеме кој е зверот, затоа што оние кои што ќе го примат неговиот жик и кои што ќе му се поклонат нему и на неговата икона, тие ќе завршат таму каде што никој не сака и каде што Господ не сака да завршат. Меѓутоа, тоа ќе биде нивната конечна пресуда и за зверот, и за лажниот пророк, но и за сите оние кои што ќе му се поклонат над зверот. Еве ги 9 карактеристики. Каде се појавува малиот рог? Забележавме од текстот. Меѓу оние 10, искорнува 3 од нив. Значи, ако тие 10 се европските народи, тогаш овој мал рог треба да изникне да се појави тука, меѓу европските народи. Односно во самото срце на Европа.
Тоа што вели дека во 8 стих од 7 глава, значи Данило, што вели дека поточно кога се зборува за малиот рок, имаше очи и уста. Ова се карактеристики на човек кој што зборува, хули. Тоа значи дека за свој водач ова царство, мало оружје, всушност има човек на чело, на своје чело. Откорнува 3 царства. Тоа е исто карактеристика која што ја запазивме. Ќе биде поинакво, поразлично од другите. Ќе направи војна, како што се вели овде, ќе ги угнетува или прогонува светите. Тоа го читавме во тамо 23, 24, 25 стих од истата глава. Ја 21 стих и гледав како овој рок војува против светите, ги надвладуваше. Истите текстови ги наоѓаме во 17 глава Откровение, кога зборувавме за Вавилон. Која е таа жена која што го јава зверот, црвениот звер, кој што исто така има 7 глави и 10 рогови. Тоа е истиот тој звер, но која е жената? Жената во Библијата знаеме дека е црква. Значи, царство, власт, на кој што всушност владее црквата. Затоа е и поинако ова царство од сите други. Другите биле световни, но ова е религиозно. Има религиозна конотација. Да. Ке изникнува од паганската Римска империја, од 4-то царство се појава, значи од таму никаде. Потоа ќе ги гони светиите за време, времење и половина време. И овој израз со оние 1260 години, односно денови, и 3,5 месеци се спомнува на многу пати во Библијата. Тоа е едно исто значење има. Значи, за целиот тој период на негова доминација, Божиот народ ќе биде гонет. И сега тој истиот треба да го наречете христијански. Како што го нарекле во поуката, оние кои што ја преведувале. А ги гонел христијаните, ги прочитаме податоци, ќе се подсетиме односно на податоци од кои што глава боли, наистина. Ке зборува големи зборови против Бога, ке хули, значи, на него. Исто во Откровение 13.5 се спомнува слични зборови, а знаеме што е хула. Што е хула според Библијата? Зошто било обвинувано на Исус дека хули на Бога? Зато што тој човек се прави Бог или дека простува греови? Човекот и целиот тој систем кој што спаѓа во оваа сила, всушност се оние кои што се мислат дека се Бог, се на местото на Бога, посебно, значи, владетелот, водечкиот, папата. И тој е тој кој што простува греови, има сила и мог да прости греови. И ќе помисли да ги промени времињата и законите, за тоа читаме во 7 глава 25 стих. Сега, кој совршено ги одговара, значи, на сите овие показатели, овие точки, јасни точки за препознавање или идентификација? Денеска се повеќе наши браќи имаат проблем. Значи, ова е толку јасно, иако јас на брзина се тоа знаеме, ние сме го вареле, оваа храна сме ја вареле со години и години, е сварена и обработена и многу добро се знае. Да. Се појавува меѓу 10 царства на Западна Европа. Дали Рим, дали папството се појавува токму меѓу овие 10 царства или народи на Западна Европа? Нормално. Рим е среде Европа. Ќе има човек за свој водач кој ќе зборува во негово име. Има. И кој е тој човек?
папата. Деноје, мислам дека беше во магазинот Time, повторно прогласен за човек на годината, значи папата. Овој пат Франсис, или како го вика, Фрањо. Ќе искорени или откорени 3 царства. Токму со помош на католичките императори во тоа време, папството ќе ги искорени херулите, остроготите и вандалите, овие 3 племиња, кои што посебно проблеми представувале. Католичкиот император Зенон договорил примирие со остроготите во 487 година. Потоа ова резултирало со истребување на херулите во 493 година. Католичкиот император Јустинијан ќе ги уништи вандалите во 534. И со тоа и значително ќе скрши силата на остроготите во 538 година. Која што година ние всушност ја земаме од историски факти, година кога, значи, тој мал рок владее, почнува со, значи има целосна власт во своји раце, владее се до 1798 година, 1260 години цели. 538, токму таа. Ајде ти ја дадам лекцијата тоа. Да не губиме време сега за тоа. Ке биде поинакво или поразлично од другите царства, кажавме. За разлика од овие кои што се световни, ова се појавило на сцена како верска сила и било целосно поинакво од останатите. Ке направи војна и ке ги прогонува светиите. Зарем тоа, за тоа нема историски податоци. Па самиот папа, мислам Јован Павле II, ако не беше, се извинуваше јавно. Изрази жалење, или како беше, да. Добро е познат фактот дека црквата прогонувала. Папството јасно признава дека така чинило и во многу записи се потврдува истото тоа. Дури и конзервативните историчари тврдат дека црквата веројатно уништила најмалку 50 милиони луѓе заради верски причини. И еве цитираме 2 извори овде. Дека црквата од Рим има пролеано повеќе невина крв од колку било која друга институција која постојала, некојаш постојала меѓу човештвото, нема да биде порекнато од ниту еден протестант кој има доследно познавање на историјата. За жал, протестантите одамна заборавија на историјата, па како и ние да забораваме. Полека. Во историјата на Шпанската инквизиција, Иван Антонио Лоренте ги дава следните бројки само од Шпанската инквизиција. 31.912 личности биле осудени и погубени во оган. Ови се само некои бројки. 241.450 личности биле осудени на тешки казни. Значи и овој показател одговара и укажува само на Рим и на папството. Ке се појави од четвртото железно царство, значи од паганската Римска империја, што е точно и всушност неговата сила ја превземе и продолжува понатаму, еве и некои значи, историски извадоци од тоа, во врска со тоа. Моќната католичка црква беше нешто повеќе отколку крстена Римска империја. Главниот град на Старата Римска империја стана главен град на христијанската империја. Канцеларијата на Понтифекс Максимус беше продолжение, но со таа на папата. Не, продолжена со таа на папата. Значи, всушност едноставно продолжување на таа паганска Римска империја само во едно ново руво, со нов водач, место император, папа. Сите римски елементи што варварите и ерејаните ги оставија под заштита на бискупот од Рим, кој беше главна личност по исчезнувањето на императорот. Римската црква така се втурна себе си на местото на светската Римска империја, на која што тоа всушност е еден вид на продолжување. Друга карактеристика, Божиот народ, светите ќе бидат дадени во негова рака за време, времење и половина време. Знаеме што значи ова. 1260 години, цели 1260 години, верниот Божи народ беше гонет од оваа сила. Значи, како што спомнавме, од 538 година
со откорнувањето на оној еден од трите, последниот од трите рогови, остроготите, откако, значи, ја добива целосната власт и доминација, па се до 1798 година, кога што се случува. Така. Заробен, одведен во робство, ја губи таа власт, што ја има, и она што е интересно и што ќе биде предмет на разгледување во некоја идна прилика е што е изгубил и што ќе добие, што всушност значи раната, како е зададена раната, кој е мечот, што е мечот, за тоа ќе зборуваме следен пат, и како се враќа, значи, неговата доминација, може би денеска потајно, тоа е она што не мами самите нас. Знаете, неговиот настапот на тој цел систем е онак, знаете, како јагне, како... Ја би рекол дека дури одговара оној опис за вториот звер во 13 глава, одговара и на првиот. Зборувам за ова последно време кое што живееме. Настапува како јагне, меѓутоа, ако сите ние сме адвентисти, во вистински смисла на зборот, ако за нас зборот на Божиот пророк значи нешто, тогаш заедно ќе кажеме со сестра Елен Вајд дека Рим не се менува. Ке зборува големи зборови богохулства против Всемогиот. Тоа малку го начнавме, го спомнав предходно. Тврди дека простува греови. Свештеник, човек, грешник како и секој од нас. Тврди дека е Бог. Еве некој од тие тврдења. Дали свештеникот на вистина простува греови или тој само објавува дека тие се простени, прашање. Свештеникот вистински и на вистина простува греови со силата што му е дадена од Христа. Тоа се издави од, да нечем се од каде, меѓутоа од католички извори се тоа. Ние, во заграда папите, го држиме на земјата местото на Семокиот Бог. Ова го изјавува папата Лео 13. Или, ево уште едно тврдење, папата не е само представник на Исуса Христа, туку и самиот Исус Христос, скриен под пердето на плотта на телото. Ако ова не е хула, ја не знам што е хула. Папата е самиот Исус Христос. Значи, оваа точка одговара совршено. Ке помислува да ги менува времењата и законите. Колко одговара оваа точка. Во која смисла ги менува времењата? Да. Календар, па... Не само тоа, дори во известна смисла можеме да кажеме дека после последните изјави дека прифаќаат теоријата на еволуција како валидна, тоа што се менува откоре. Знаете, ние обично се возбудуваме на неделниот закон, па кога ќе дојде, па кога... Меѓутоа, кога прифаќате теорија на еволуција, то се отпаѓа. Немате вие тука ни сабота, ни ништо немате. Господ создал во милиони години создал Господ. Се руши, значи, концепцијата уште во прва глава, прва Мојсија, самите почетни зборови Господови, која вели, беше ден и утро, односно ног и ден, односно и утро, ден први, ден втори, ден трети, ден четврти, ден пети, ден шести и ден седми одмори Господ во своите дел. И нормално, кога ја спомнавме веќе, кога спомнавме седмиот ден, исто тука една огромна промена и чепкање во Божиот закон, не само во четвртата заповед, туку знаеме дека е изфрлена која заповед, онаа која што им смета, втората, а за сметка на таа, па 10-та е поделена на два, као да ја посакуваш жената или да посакуваш имотот на својот ближен е нешто друго. Значи, ова се само 9 показатели
и 10 за кој што ќе зборуваме понатаму во една следна прилика, кои што сите укажуваат прецизно и точно на Рим, на папскиот Рим, на папството. Да се посетиме на крајот во Откровение 17 глава, која што го разгледавме, барем тие почетни стихови, дека всушност тоа е тој Вавилон. Тој цел систем, кој што не спаѓа само во цвер, меѓутоа, еве да го видиме сличниот речник со кој што овде исто Јован не информира. И дојде еден од 7 ангели, 17 глава, значи Откровение, кој ги имаа 7 чаши, проговори со мене и рече, дојде да ти ја покажам пресудата на големата блудница, која седи на многу води, со која блудствуваа земните цареви, а жителите на земјата се напија од виното на незиното блудствување. И ме одведе во духот, во пустината и видов жена како седи на црвен звер, кој беше полн со богохулни имиња, имаше 7 глави и 10 рогови. Истиот звер, станува збор за истиот звер. А жената беше облечена во пурпурно и во црвено и украсена со злато и со скапоцени камиња и со бисери, држејќи во својата рака златна чаша полна со гнасотија и нечистотија на незиното блудство. Сеќавате, зборувавме цела една тема за овие гнасотии на Вавилон. Сите оние гнасотии кои што за времето на својата доминација на оваа црква ќе бидат внесени во христијанството и од кои што гнасотии денеска и од чие што вино тешко можете да ги отрезните луѓето. Ние сите сме сведоци на тоа дека многу е тешко да му посведочиш на човек во денешно време и да му кажеш што е што. Што е додадено, што е паганско, што не е. Иако не, за некои работи дури самите се признаваат полека. Но, кажавме, минатиот пат, ако се сеќавате, на пијан човек е неверојатно тешко да му посведочиш. Што ќе те свати пијан човек? Тој е напиен веќе од вавилонското вино. Но тоа е наша задача. Тоа е веста за ова време, кој што треба да ја однесеме до секој народ, колено, нација. Начелото, вели, пак и беше напишено име тајна големиот Вавилон, мајка на блудниците и на земните гнасоти. И ја видов жената како се опива со крвта на светите и со крвта на Исусовите сведоци. Еве ги прогонствата повторно. Со малку поинаков речник. И дори ова мајка на блудниците, се сеќавате на неодамнешни изјави, нивни, повикување на православната црква и на останатите керки, буквално така ги викаат. Да се вратат, да бидат заедно, да бидат едно. Јас лично сметам дека, а тоа веќе се обистинува за нас, кои што, еве, долго време познаваме вистината, и јасни ни се овие работи, сепак е големо искушение ова време во кое што живееме. Екуменизмот е големо искушение, затоа што ќе ви речат утре, ќе слушнете такви аргументи, чека, па зашто ти се двоиш? Па зашто да не бидеме сите едно? Па нели Исус се молел за тоа нешто, да бидеме сите едно? Едно, ама на што е едно? Во што е едно? Во Христа, во вистината. Еден е пат, вистина и живот. Не водат сите патишта кон спасението, туку една друга поговорка има. Сите патишта водат во Рим, освен едниот, кој што води во спасение. Така да нека Господ не чува, нека Господ ни помогне да сватиме во кој време живееме. Ова е последно време, време токму на третата ангелска вест. Овие не се познати работи, но читајте, еве големата борба ја подготвуваме. Книга која што, ако била за 20 век битна, за 21 уште побитна, и затоа треба се сее во огромни количини. Господ ќе ни даде и средства и начин како сето тоа да се изведи и да се дели и таа книга и материјали слични на овие, за кои што случајно или не, јас поминав една голема голгота во мојот живот, поради делење на трактати за папство. По слава на Бога, жив сум, здрав сум. И се уште верувам во оно што го вели Библијата, во кој што денеска си уверивме. Дека тој звер е кој? Папството, никој друг. Дека му е слава на Бога за откриената вистина. Амин.